битолчанки, почитувани битолчани, либерал-демократи, социјал-демократи, нови социјал-демократи, либерали, припатници на партијата на властите, сите вие кои што дојдовте денес тука по тоа победничко сонце. Драги соборци, како што вели вашата битолчанка Бендевска, овие недели ја крстосуваме Македонија у патики, у фармерки и она што го гледаме е една голема промена, еден голем пресврт. Првите денови, кога започна кампањата, на нашите митинзи, луѓето што доаѓаа беа загрижени, се чувствуваше страх, се чувствуваше тегома, нелагодност. Сега, како минува времето, работата се менува, се повеќе луѓето се насмеани, се повеќе се расположени, се ослободуваат од стравот, знаат дека доаѓа сонцето. Драги соборци за Европска Македонија, не подценија ВМРО-ците. Распишаа избори и мислеа ќе помине работата лесно, анкетите им говореа тогаш дека се во предност. Се договорија со Дуина Ахмети и ДПА на Тачи и го распуштија парламентот токму тогаш кога тој требаше најсилно да работи за да ги оствари нашите клучни државни и национални интереси. Не доведоа во оваа ситуација по митинзи низ македонските градови да си разменуваме отровни стрели, да го делиме и понатака веќе поделени од македонски народ и граѓаните на Македонија. Следна цел, единствена цел, ако може да ќарат уште 4 години мандат. Затоа што токму во овие месеци на Македонија и требаше единство. И токму овие партии тука застанаа за државното раководство и рекоа: ние стоиме зад вас за да ги оствариме нашите клучни национални и државни интереси. Се сеќавате на само 2 недели пред самитот во Букурешт. Ново поставениот војвода Тачи му заби нож во грбот на Груевски и ја остави главата на седело. Меѓутоа, ние не сме опозиција и партии кои што се желни за власт. Можеме многу лесно да го срушиме. Немаше мнозинство во парламентот. Само требаше да побараме доверба на владата. Меѓутоа, се определиме за одговорна, разумна, патриотска политика. Му рековме: премиере, терај напред, подготви се за Букурешт. Не ја рушиме владата, имаш наша поддршка. Има нешто поважно од тоа